Македонија има една од најниските стапки на инфлација во Европа и покрај тоа што државната статистика измери пораст на трошоците за живот од 4,9%. Премиерот Мицкоски вели дека мерките даваат резултати. За него бројките за инфлацијата се прифатливи со оглед на тоа што лани во март имаше ограничени цени поради така наречената рамазанска и великденска кошница. Задоволен е што поради двонеделниот прекин на огнот на Блискиот исток од страна на САД, цената на нафтата драстично се намали. Вели дека состојбата се следи и дека очекува смирување на цените. Кога споредиме месечното ниво 0,7%, тогаш можеме да кажеме дека повторно сега ќе има и такви кои што ќе се смејуваат со тоа што јас ќе го кажам, но повторно сме во првите 5 во Европа. Помала месечна стапка на инфлација од нас имаат Словенија, Словачка, Естонија и Белгија. Сите други се од 1,5-2 па и повеќе проценти на месечно ниво, зборувам март споредено со февруари. Тоа значи дека до сега мерките даваат резултат, зборувам на месечно ниво. И така и ќе продолжиме да ги следиме. По ваквиот развој на настаните останува отворено дали и како ќе реагира владата со евентуални мерки. Мицкоски веќе најави дека ако има потреба, тие би биле таргетирани. Сепак за ова се уште се размислува. Апсолутно се согласувам со вас дека цените се високи и дека она кое што ние како влада го правиме, а го имаме на располагање, е да имаме следни микротаргетирани мерки. Но ја следиме, ќе повторам, состојбата и ќе носиме мерки во зависност од тоа како ќе се развива ситуацијата. Дел од упатените сметаат дека таргетираните мерки би требало да ги опфатат производителите на храна за да се заштити домашното производство. Дополнително да зајакнат и инспекцијските контроли за да нема злоупотреби на грбот на граѓаните. Би требало да се воведат поголеми контроли и како тоа најголемите профитери условно во овој сегмент на работење се големите ланци на маркети. Значи се мерат во десетици милиони, а од една страна земјоделците се жалат и производителите се жалат дека скапо е производството, а од друга страна и тоа што го даваат како цена е ниска, а во маркетите ние ја плаќаме превисока. Во пресрет на Великден на терен веќе има засилени контроли. Инспекторите прочешувале над 800 маркети, дистрибутери и производители последните 2 недели. Не се регистрирани драстични промени на цените, ама надлежните остануваат на терен. Поскапување имало кај јајцата и маслото за јадење поради повисоките цени на сточната храна и суровините со берзански цени.